и што е. Затоа јас ќе ви одземам малку време со еден историјат. Некои од нас ја сакаат историјата, минато и сегашност, за нештата да ни бидат појасни. Офицерски дом познат и по придавката Битола, само затоа што така и го личи како едно архитектонско богатство од историјата на градот од Баба Планина, не е обичен објект. Ни бил, ниту пак ќе биде. Офицерски дом е одлика на конзулска Битола, на нашата еснавска Битола, Битола која сите ја посакуваме, со акцент на тоа дека некои од нас ја враќаат убавината на градот под Пелистер, со сметка на некои кои тоа го гледаа како профит. Профит, колеги советници. Офицерски дом оваа година прави 101 година откако е отворен за јавноста, иако првично како воен објект на османлиите, Југословенската народна армија, па со осамостојувањето на Република Македонија и дом на армијата. И историјо-географијата би требало да ви е позната на сите, би требало, како и фактот дека офицерски скоро 20 години беше оставен на завод на времето. И не дека барем ние како СДСМ немавме краток и јасен одговор што тој треба да биде, туку затоа што кога колегите од опозицијата конечно добија можност офицерски и да го реновираат и да го вратат во служба на граѓаните, едноставно решија дека тој не и треба да биде. Офицерскиот дом представува културно наследство кој треба да биде заштитено со конзерваторско-реставраторски постапки, а потоа да се врати во функција на културата во Битола. И ова, колеги советници, не се само зборови од моите претходници, ами и од вашите. Особено од 2010 година, кога локалната власт од овој ист формат на совет најави реализација на овој проект. Ни миг не се немавме да помни јануари 2016 година, кога пост-изборно Северна Македонија се обидуваше да формира и законодавен дом, но извршна власт, актуелната, предводена цела декада од ВМРО-ДПМН, објави еден кој требаше да помине така тивко, во гласот стоеше Тито во Битола, катастарска парцела број 16702/7, објекти на поранешен офицерски дом Битола во површина од 1970 метри квадратни, проценета вредност од 55.608.730,50 денари. И тоа беше почетната цена за електронско јавно наддавање за недвижните ствари, додека јавното наддавање за продажба требаше да се одржи на 19 февруари истата 2016 година. Ете тоа е кратка и болна приказна за тоа колку офицерски дом Битола изначеше на ВМРО-ДПМН и како ВМРО-ДПМН од позиција на локална и централна власт сакаше да го реши како проблем. Затоа што за нив офицерски дом Битола беше проблем, за разлика некои од колегите сакаат да го спомнуваат Скопје 2014, што би рекле нашите млади, или жаргонско кажано фетиш. Но тоа сте вие. И да, ќе заборавев, во прилог на тогаш престојните локални избори, на 14 јули 2017 година, Советот на општина Битола, во која вие имавте мнозинство, предложи и донесе одлука за учество во кофинансирање на проект наменет за реставрација на офицерски дом Битола. Со кого и како, никогаш не дознавме, иако јавните приватни партнерства бе одлика на 12 годишното владење на локално ниво на ВМРО-ДПМН и Владимир Талевски, па ништо чудно објектот да завршеше и како трговски центар. На 26 јуни 2018 година СДСМ и коалицијата преку локалната самоуправа обезбедија пари преку ИПА фондовите за целосно и директно
реставрирање или ревитализација, како сакате кажете, на офицерски дом Битола како проект. И тоа не беше филозофија како општината, такви проекти имаше за волја на вистината доволно, но приоритетите очигледно ви беа други. Се изработи проект кој јавно беше презентиран на 3 или 4 февруари, не се сеќавам точно, 2019 година, кога нескромно најавивме дека до крајот на 2019 ќе се почне со теренските активности и до крајот на 2020 година проектот ќе биде завршен, а офицерски дом Битола го има својот стар сјај во полна функционалност. Колеги советници, теренските работи би било добро да одите некои да ги видите. Започна по 10 октомври истата 2019 година, откако сите правни процедури беа завршени и офицерски дом Битола деновиве гледаме од објект кој требаше да биде продаден, а може би и срушен, денес се враќа како репрезентативен архитектонски белег на Битола. И сосема логично, со објектот кој килаво го започнавте и оставивте така, наречен Кино Манаки, сметаме дека заедно со офицерски дом Битола треба да се јавна општинска установа за култура. И што е тука спорно? Што е офицерски дом? Што е Кино Манаки? Имавте историска можност и преку Министерството за одбрана, и преку Министерството за култура, преку Центарот за култура од Битола, па и преку општина Битола, тоа да го направите вие и тоа да е траја генерациите кои следат. Вие сакавте да го продадете или направите трговски центар, не знам, и не е изговор дека немавте финансии, имавте за проекти како што се Скопје 2014, во стилот на тепсијата која се нарекува фонтана на Филип II, имавте и за ова, прашање беше дали сакате, а одговорот е единствен не. Сега, колеги советници, прашувате оти општинска, оти установа, оти за култура, кој ќе биде директор, колку плата ќе земат, кој ќе биде вработен, а затоа што офицерски дом Битола е во општинско владење и собственост. Затоа што постои една година, може би е конечно време да го добиеме називот кој му припаѓа. Установа, а културна, затоа што, како и што најавивме, есента пред 3 години, офицерски дом Битола ќе е мултимедијален културен центар. За разлика од вашите навики, ние имаме една, може би лоша за вас, но прилично, одлично оценет од граѓаните, да го одржиме дадениот збор и да го реализираме ветеното. Прашањето, колеги советници, е што сега ви смета, што не го продадовме, не го урнавме, не го направивме јавно-приватно партнерство или трговски центар. Има една битолска која вели тој што е кабает, нека молчи и нештата да се работат, битолчани да имаат се поубави објекти, означени објекти, се согласувам, треба уште многу работа, но ова е за 2 години. Докато ќе стигне